Потпадот низ главниот град го вклучи алармот кај органите на прогонот и кај владата. Обвинителството нареди вонреден надзор во ЈП комунална хигиена. Издадена е наредба за истражување и обезбедување докази за евентуално кривично дело. Јавниот обвинител издаде наредба до МВР и до други надлежни органи за итно постапување и проверки во однос на работењето на ЈП комунална хигиена. Доставени се барања до комуналните инспекциски служби да извршат вонреден инспекциски надзор и да ја констатираат моменталната состојба. Со одлука на влада, МВР доби задолжение заедно со сите надлежни инспекторати да го истражат работењето на комунална и градоначалникот на Скопје. Од владата соопштија состојбата е алармантна и институциите веднаш да постапат по заклучоците. Се задолжува и Министерството за внатрешни работи во соработка со надлежните институции, а се укажува на град Скопје сектор инспекторат да постапат согласно своите законски надлежности да го испитаат работењето на ЈП комунална хигиена Скопје и градоначалникот на градот Скопје во врска со несобирањето на комуналниот отпад кој предизвикува опасност по здравјето на луѓето, се вели во соопштението. На ова реагираше актуелната градоначалничка на Скопје преку соопштение. Арсовска го праша премиерот на кого се заканува, а вината ја посочи кај претседателката и составот на управниот одбор на предпријатието и кај другите актуелни градоначалници. За ѓубрето низ Скопје се одговорни твоите градоначалници кои сред избори повикаа граѓаните да фрлаат кабаст отпад, а немаат ни ресурси, ни механизација да го собираат истото, па тоа ѓубре се мачат да го собираат вработените од КХС, кои веќе се на крај на силите. За ѓубрето низ Скопје е одговорно твоето Министерство за здравство кое милиони му должи на комунална хигиена. Нивки им влезеш ли со полиција, несреќо? Комуналното предпријатие е недостапно за изјави и информации. Оттаму попладнево испратија соопштение дека навремено ги исплаќаат платите на вработените и се загрижени од информациите дека се подготвувале протести на вработени поради само неколкудневно задоцнување на исплатата. Нашите вработени испорачуваат основни услуги за градот, а сме постојано саботирани од луѓе од власта. Ние ги исплаќаме платите навреме и ќе продолжиме да го правиме тоа. Апелираме до Министерството за здравство веднаш да го исплати долгот од 5 милиони евра, за да не може никаков надворешен притисок или политичка акција да ја загрози екзистенцијата на нашите вработени. Од Министерството за здравство тврдат дека немаат никаков долг кон предпријатието. Тврдењата за неплатен долг од 5 милиони евра се неточни и целта им е да се нанесе штета на угледот на Министерството или да се амнестира некој од сопствените обврски. Неколку општини со своите служби го чистат дел од сметот по локалните улици. Градоначалникот на Центар испрати барање до ЗЕЛ за свикување итна седница за решавање на проблемот. Се соочуваме со огромни проблеми, а набрзо, не дај Боже, зарази. Нашите хигиеничари се во 2 смени, имаме дополнителна механизација која што и во утринските и во вечерните часови е на терен и правиме се да го расчистиме сметот и она што не го прави комуналното предпријатие веќе подолг период, но овие 5 дена, како што кажав, е навистина алармантно. Скопје станува потенцијално жариште на заразни болести. Полните контејнери и ѓубрето расфрлено околу нив се сериозна закана по здравјето на луѓето. На улица веќе се движат стаорци и глувци. Дали на повидок е нова епидемија во главниот град? Граѓаните се сериозно загрижени и многу револтирани од состојбата. Велат редовно ги плаќаат сметките за комунали, а услуга нема. Не е градоначалници, што мислат, не знам, затрпани од ѓубре. Ова е жива зараза. Која насам? Од Карпаш. Мислам дека сите сме загрижени за здравјето, ама зборот ми е дека очигледно изборите покажа што се случува и колку стварно сме загрижени. Искрено не е чисто. Многу е гадно. Скопје е најзагаден град. Секој чош отпад. Апсолутно здравјето е во опасност, че скоро на сите не сум за мене. Ова е невидено за Скопје, невидено нешто одвратно. Што да кажам, јас сум од Скопје роден, ова не сум го доживеал. Требаше ова да биде пред да се гласиме сега, па некој да направи, па тогаш да видиме како ќе никој да не излезе за гласење. Нека чистат, после ќе гласиме. Нормално дека сум револтиран, зашто за оваа услуга јас плаќам. Ова е баш пример за кај треба. Него не е лошо дека има празен простор пред клиниката. И таму може. Револтирани сте многу. Што повеќе може? Што повеќе? Што да ви кажам баш? Со нашата камера направивме обиколган из повеќе скопски општини и центарот на градот. Буквално насекаде контејнерите се преполни, а сметот е расфрлан по улиците. Блокирани се тротоарите за пешаците и велосипедските патеки, а ѓубрето го попречува и движењето на автомобилите.
И социјалните мрежи се преплавени од реакција, граѓаните веќе бараат правна помош како да се справат со проблемот. Според Светскиот центар за контрола на болести, повеќе од 35 сериозни болести како чума, туларемија и дизентерија се шират токму преку глодарите. Досега македонските здравствени власти не излегува со предупредување и информација како граѓаните да се заштитат. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.